Значи не е пръв път да се трудите от 5 години да разкажете дека не трябва да се става нещо на гласание, не трябва да се изяснуваме дека гласувате. Трябва да знаете и според статутот и според деловникот, мислам дека знаете, ние како совет, односно вие како председател, не сте таа што трябва да толкова дали нешто е во согласно со статутот и деловникот. Секој предлог што ќе биде даден од советниците треба да се стави на гласание, должни сте да направите тоа. Во случај, ако советот донесе акт, пропис, кој што не е во склад со статутот и советот и деловникот, градоначалникот има право да го подпише. Вие во рок од 3 дена треба тоа да му доставите. Во рок од 15 дена советот треба повторно да се состани и доколку до предпоставка го изгласа истиот пропис, тогаш градоначалникот е обврзан, должен е да го подпише тој пропис, акт и така натаму, и има право истиот да го обжали до Уставниот суд на Република Македонија и до надлежното министерство, во случајот Министерството за локална самоуправа. Значи, не можеме, односно не можете да се ставате на деловникот и статутот не могат. Значи, ние, како што кажа колегата Валентин Груевски, поднесоме на 30 јуни иницијатива на дневен ред да се стави точка со која градоначалникот на Битола ќе му се задача си поднесе оставка. Талевски е градоначалник на Битола, а веќе втор месец е во куќен притвор. Талевски е градоначалник на Битола, втор месец општината не може нормално да функционира. Талевски е градоначалник на Битола, не рекол процедурално и ќе образложам. И образложање на право. Значи, што време рекол процедурално. А сега предложите точката, што сакаше Валентин да предложи? Не ја предлагам точката, туку едноставно ќе образложим иницијативата која што е ставена на дневен ред. Не мога. Член 54, не мога председател, ќе можете да ми дозволите? Процедурално се правиш. Ајде процедурално, за ова што не ми дозволите. Член 54 од деловникот. Дневниот ред на седницата на советот го предлага председателот на советот, да го утврдува советот на почетокот на седницата. Во предлогот на дневниот ред председателот на советот ги вклучува сите предлози кои до денот на свикувањето се доставени до советот од страна на член на советот, работно тело на советот и градоначалникот. Ако во предлогот на дневниот ред, господа советници од ВМРО ДПМН, председателот на советот не го внел прашањето кој го предложил предлагачот, предлагачи сме јас и колегата Валентин Груевски, председателот е должен да ги изнесе причините за тоа. Вие ги изнесовте причините, точно, и ако предлагачот и по образложението од став 3 нови член остане при својот предлог, има право предлогот да го образложи пред советот. И каде е тука проблемот што не ни дозволува да ни го образложи? Не, прашавме дали вие ќе го образложите или Валентин Груевски. И предлагачот вели не вели представник на предлагачот. Значи може да видат и 20 предлагачи, 20 имат право. А понатаму има ситуација каде што вели представник на предлагачот. Предлагачи сме јас и Валентин Груевски. И јас и Валентин Груевски имаме право овде да го образложиме нашиот предлог. И ве молам, немојте да кршите деловникот. Фала. Значи, сакам да прочитам иницијативата. Да. Кој прави иницијативата? Ајде, Имам право да ја образложам. Имам право да ја образложи што е во деловникот. Нели ме ми напора деловникот? Не молам. Не е ништо страшно да се образложи, не знам зашто. Значи на 30 предложивме иницијатива за препорака градоначалникот да Битола си поднесе оставка. Основна цел нова препорака е да се обезбеди непречено функционирање на општината и овозможување и извршување на тековите работи на општина Битола. Со усвојувањето на нова препорака ќе му се препорача на градоначалникот да си поднесе оставка, а тоа ќе биде во интерес на сите граѓани на општина Битола, со оглед на тоа дека постојат законски можности притворот да биде продолжуван. Тоа општината ќе отвори до многу лоша ситуација, од која да се излезе оставка на градоначалникот. Фактот дека редовните локални избори ќе се одржат само за неколку месеци ја отвора можноста со назначен повереник општината ќе функционира во наредните неколку месеци до одржувањето на изборите. Финансиски импликации. За реализација на ваква одлука нема потреба да се обезбедат средства од буџетот на општина Битола.
Поставката за донесување е таа што е Остаталевски препорачува да си поднесе оставка и врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа и член 70 од Статутот на општина Битола, Советот на општина Битола на седница додржана на денешен ден донесува препорака за поднесување на оставка од страна на градоначалникот на општина Битола. Му се препорачува прво на градоначалникот на општина Битола веднаш да поднесе оставка на функција на градоначалник. Второ, поднесувањето на оставката ќе возможи нормално функционирање на општина Битола. И трето, препораката да се достави до градоначалникот на стручните служби на општината Битола и владата на Република Македонија. Да резимирам за крај уште една реченица. Значи, ова препорака до градоначалникот на Битола сметаме дека мора да се усвои прво, затоа што Советот на општина Битола како орган на општината едноставно ќе се огради од сомнежот за криминал сега за сега од 360.000 евра. Второ, општината сметаме дека ќе продолжи нормално да функционира. И трето, едноставно ќе се тргне спрамо кој што е над лист на денес на општина Битола.